Почитувани гледачи, читатели, слушатели, подржувачи на приказната наречена Мамавизија. По 16 успешно реализирани епизоди, со денешната емисија ја заокружуваме првата сезона. Се радувам што овој проект одекна добро меѓу пошироката јавност, иако ќе признам дека тргнавме самоуверено и сигурно во тоа дека ќе успееме да ги освоиме вашите срца со различни приказни за мајката. Што поради тоа што за прв пат беа раскажани на нашата платформа, но и поради тоа што секоја епизода носеше моќна порака. Целта ни беше да ја представиме величината на жената како мајка, да ја издигнеме на пиедестал во различни форми и облици. И тоа секако со помош на нашите ценети гости. Овде е моментот кога ја користам приликата од дното на душата да им се заблагодарам на сите гости и гостинки што храбро ја споделија својата приказна за мајката, што ги распослаа емоциите пред мене и пред вас, така несебично, и при тоа охрабрија многу наши гледачи, инспирираа и утешија, но и насмеаа. Драги мои гости, беше задоволство да се биде во вашето друштво и да се слушаат вашите судбини. Секоја на свој начин помалку тешка, но некоја и тажна, а истовремено и прекрасна. Му благодарам и на целокупниот тим од колеги кои што се потпишува зад Мамавизија, без кои секоја емисија немаше да се изреализира така лесно и убаво. Сакам да ви се заблагодарам и на вас, од другата страна на екраните, за одвоеното време, да бидете наша публика, за сите убави коментари и критики, за сите предлози и сугестии што ни бевте ветер во грб. Дојде време да здивнеме и одмориме. Летото ќе го поминеме во пиење многу вода, мачкање заштитен фактор, јадење лесна храна и кроење на планови за нови гости и нов шмек за втората сезона на Мамавизија. А до тогаш можеме да се потсетиме на изминатите епизоди. Нели? Самата таа повеќе плодова бремена значи и малце, каде речам, поредовно следење, значи ги нема оние еднаш на месец идеш на преглед, туку реално ние скоро секоја недела идевме на преглед. Јас како стареам, како созревам, станувам кој ние за универзумот што посакуваш внимавај, ама навистина е така. Нате си посакуваше, века кога ја веќе би сакала, тоест би можела да кажам, би може добро да се родат пред Нова година, ден-два, од аспект на која ќе слават роденден децата, другарчината да им се тука, да не се Мајка. Да, кога ќе прават роденден, викам каде оди со памета, каде оди со памета, ама вика стварно. Кога ќе прават свадба. Да. Каква визија имате за вашите дечиња? Јас бенд со нив сакам да правам, да свирам. Да, ете, да си кажам јавно. А адвокатката нека си изјасни, да не кажувам за Било убаво да бидат дел од бендот на тато. Мислам дека фака следејќи го нели во целиот тој процес на создавање на музика, сметам дека стварно таа креативност ги прави подобри луѓе и поемотивни. Се надевам дека ќе бидат музичари и тие, меѓутоа како и да одлучат. Одлучат точно. Како и да одлучат да дадат на пример во Америка. Може. Можеш да знаеш во животот. Може, Се шегувам. Секој еден ден доаѓам да ја посетам, додека ја печатев книгата во каварци, колку што можев често доаѓам. Легувам во собата, ја нема во собата, празен кревет. Што ги помислиш прво? Излетувам од собата во ходникот, а они варасуваа во болницата. И они извадиле ставиле на тоа подвижното и во еден ќош и ја наоѓам како лежија тука неколку точки од бојата што. Можеш ли да замислиш? Што беше тоа за мене? Ја не знав како се исконтролирам да не направам голема глупост. Се измачи, го измачи и татко ми многу. Тој последните 3 месеци живееше там, не ни одеше дома. Имаше креветче до неа, има едно терасиче. Навистина тогаш се обидува луѓето да ги дадат најдобрите услови, сепак ја знаеа, беше омилена. И така си замина многу тивко. А она што го зборуваше во последните денови додека се уште можеше да зборува, како да ни се извинуваше што е болна и што ќе умре. Мислам, што се такви моменти во животот кога човекот сваќа колку е се безсмислено
кога ќе сватиш дека здравието твое и здравието на твоите најблиски, тоа што е најважно. Тоа е единствениот ќотек кој што го паметам, може би имало и некој друг, ама тој го паметам бидејќи беше спектакуларен ќотек. Иако мојата мајка не се сеќава на тој ќотек. Или сака да не се сеќава. Веројатно сакала да го заборави. Се работеше за една кукла која некаде ми беше донесена од Шпанија или од Швајцарија, не се сеќавам, со едни раскошни фустани за фламенго, со едни коси долги, големи, црни, а тогаш беа локиците во тренд. Здравко Чоличи локиците и мене не знам што ме фати бесот, а имав јас мерак да си земам ножица и да пробувам, да видам како ќе ме личи да бидам фризерка. Ама ниту ножиците беа добри, ниту јас имав талент за фризерај, така да храбро ја земав ножицата, си влегов во соба и почнав да ја кратам косата, ама тоа така ми тргна да буквално ја осакатив. Ја осакатив куклата и во истиот момент влезе мајка ми во соба и кога влезе, веројатно жената беше во шок од тоа што се случува. Сигурно скапа кукла. Па сигурно беше некоја скапа кукла, бидејќи изборуваше и нешто реагираше, звуци некакви пушташе. Јас такви кукли немав видено во соседството кај другите другарки. Ама како и да е, мене ми беше задоволство. Јас го направив тоа што го направив, после си добив еден ќотек голем и се сеќавам дека со денови ми звонеше главата, бидејќи не знам. Јас си размислувам, окей, веќе 34 години имам, веќе сум зрела, ќе почнам да работам и така натаму. Нели не е дека тоа никоја возраст као крајна, меѓутоа ти си велиш дека па јас веќе имам дете, уште едно имаме, 2 соби имаме, 2 деца имаме, тоа е тоа. Таман. Создадовме семејство. Тоа е тоа, значи сесија на куп, кога тоа динг-донг, нели? Динг-донг, тестот за бременост вели дека сум повторно бремена. Одам на преглед каде што се уште не верувам, се борам со себе дека може така да покажа сама. Не е точен тестот? Да, не само што тестот беше точен, туку госпожа веќе си имаше навгнездено таму кај што треба да биде. Удобно се сместила. Одлична, да, во одлична ситуација и првото нели што ти се пројавува низ мозокот е леле дали ќе биде пак како првиот пат. Тоа е нешто, некоја траума што си ја влечеш нели ти со првата бременост, затоа што не беше баш најпријатна бременост. И да ти кажам нешто беше уште пострашно. Тоа е нешто кое што не го очекував, на крај паметна че не го очекував, си реков овој пат, јас знам точно што правам, знам што не може мене да ми се случи пак. За жал, еве сега зборувам со насмевка, ама ова се едни емоционални теми кои што се обидувам нели онака најпрофесионално да ги стиснам, за да не се изнарасплачам. Ми се случи да биде многу тешко, многу потешко да биде вториот пат. Да има периоди каде што навистина се плашам и за својот живот и за животот на Јана. Па не може да биде и 125 и 41. Не може да биде. Ја многу посакавав да тоа беше 25-6. Али, кога ќе се вратам од ова гледна точка, па и не сум сигурна. Ова мудрост сега што ја имам, не верувам дека би ја имала на 25. На 25 само децата побрзо, веројатно кај една баба, кај друга, гледаш 15 години наполнило. Таа страна, трчање, ти завршуваш, идеш, правиш кариера, едно друго, тоа е можеби полесно. Овдека се тематики малце потешки и физички е потешко. Ај Никита како Господи е дал, ја не сум баш слабичка и шетајучи костур, што викам. Не е лесна за кревање, за носење и така натаму. Е потешко, физички. Психички, па не сум. Нема некоја разлика. Нема. Веројатно би се нервирала многу повеќе што спремам магистериум и она тука ми се мотка. Или ми се ова изговори сега. Ја не знам што би било. Се се случува тогаш кога треба да се случи. Јас тоа го кажувам. Значи, така требало да биде. Да. И да, и ги охрабрувам мајките, зошто не е битно. Ако сака пород, ако сака да остави нешто и за себе,
Па зошто да години, со тие години, добро, наравно, постојат разумни години, не за друго, него да не биолошки. Не за друго, него еве да не ајде да кажем тоа детенце да не остане само нешто, се случува. Вака животот е трен. Така да од таа причина само, а иначе, само вие раѓајте. Ми ја раскажала, ама не до толку. И не знам, знам дека било тешко, дека поминала низ многу тешки работи. Ама не до толку и не знам целата слика всушност. Сестрата што требаше да зема анамнеза, нели, податоците, ја стана од спиење. Дојде до мене, легна на рака, сонлива и запишуваш. И таа наместо 31 недела, таа единицата ја развлекла и личела на седмица. И утрото кога и прва смена кога дојде, јас постојано им викав, бебето е мало. Значи, бебето можеби е подобро да ме однесете на царски, бебето горе го чувствувам. Да. Ама, сите ми вика, ако полесно ќе се породиш, ако, и кога од одделението кај што беа инкубаторите, значи таму веднаш се јавија да спремат ноќ инкубатор, од таму се јави и рекоа што се случува со бебето, цела ноќ го чекаме, инкубаторов спремен, ви го нема бебето. Немаме ние бебе за инкубатор и тогаш јас се јавив. Па цела ноќ ми викам дека бебето е мало, значи 31 недела. И тие ми признаа дека тоа они го толкуваат како 37 недела и дека ме третираат како 37 недела, а не како 31. И почна спонтано породување. Па тие вежби се вообичаено на земја, каде што мајка ми, например, мора да ме растегне, да ме опушти телото, затоа што моите спазми од мојата соседба се многу силни и за тие спазми треба доволно сила за да може да се опушти моето тело. Кога ќе се реализираме како мајка, особено за прв пат, веќе не мислиш на својот живот. Ти не мислиш дали ќе трнеш на водно, ќе те нападне куче, на водно во зима имало волци, диви свињи, тоа не го размислуваш воопшто. Фокусот е на твоето дете. Буквално излегуваш од стан, од куќа, во двор, поминуваш покрај зграда каде што се реновира фасада или нешто, ти мислиш да не падне дел од материјалот на бебето над колица, над глава да го повреди. Поминуваш семафор, ти не гледаш коли дали одат за тебе, ти не си битна веќе, не си приоритет. Приоритет е бебето. Сега, тие стравови подсвесно ги наведуваат, особено првородките, повторно ги набојам, значи да се плашат да излезат со своето дете од дома. Исплашени се. Ако во маркет почне да плаче за тоа што му се јаде, јас ќе ги замолам за едно столче и ќе го надојам бебето. Апсолутно не гледам не гледам ништо погрешно во тоа. Мислам, поправете ме ако јас грешам, меѓутоа перцепцијата моја е дека на детето му давам да јаде. Многу мајки се плашат и од тој момент. Како ќе изреагира јавноста, а јавноста иначе 99% многу природно го прифаќаат секој момент со мајка и бебе. Дури е тоа и многу и убав момент, зашто би гледале нешто лошо во тоа ако некоја мајка му дава на детето Лошото е само во главата на самите мајки, затоа што се плашат од непознатото. Како сега ќе изреагираат? Како ќе се качам јас сега на водно со бебе? И ако почне да плаче за тоа, кога доаѓаат мајките на водна, и прво нешто што им кажувам, слушајте, ви кажам, тука сме сите мајки, сите имаме бебиња. Моето е 2 месеци, твоето 5, незиното е 8, има од година дена деца. Моето цица, твоето е на адаптирано млеко, третово јаде веќе кашички, четвртово со сендвич. Независно, сите се деца. Она родителското што секој родител го има во себе, нели, не се плаши, се ќе биде во ред, веќе се што треба се превзема околу лечење, се ќе биде во ред, не е ништо страшно, ќе се помине и ова дел од животот, позитивно. Правите последниот поздрав со вашата мајка и да бидете присутни на незиниот погреб, но тоа го правите повторно со моќта на технологијата. Да, благодарение на сите мои роднини кои што се ги имам во Скопје и кои што и тие беа безрезервна поддршка како за мене, така и за моите родители во Македонија. Бев присутна цело време,
со сите тие мигови на простување и испраќање на до незиното вечно почивалиште. Едноставно, знаете како, тој што го доживеал, знае за што зборувам, а искрено не го посакувам на никој во животот да треба да го доживее, без разлика за која блиска особа станува збор, која што ја има во животот. На почетокот од книгата споменувате порталите ја превземаа фотографијата и помпезен наслов Кикириткова се соблече гола. И тука луѓето кај нас не кликаат и не читаат содржина, за жал, туку читаат наслов и овде беше лавина од негативни коментари, кој влегол, прочитал, па само она ли е да се породи царски, па што ние што сме се породиле, па природно, па такви некои коментари. И тогаш Ева беше бебе, практично. Јас многу лошо ги доживеав тие коментари, искрено да ти кажам, затоа што се уште ми врие хормони од поспородилно, токму така. Не можев да се соочам со сето тоа, но веќе, народно кажано, од едното ќе влезе, од другото ќе излезе. Не ме допираат воопшто никакви коментари, кој што сака нека пишува, јас знам која сум и што сум, секој за себе знае кој и што е. На крајот од денот, секој што сака може да напише. Јас велам дека дали луѓето се неизреализирани, што или имаат вишок време да седат на социјалните мрежи да пишуваат негативни коментари, зошто не напишат нешто позитивно, за да подкренат позитива во целата ситуација? Зошто ние сме таков народ што првично ги пишуваме негативните работи, а позитивните никогаш јавно не ги изустуваме. Ние направиме свадбата во Прилеп, што македонски број тоа уште да раскажам како е дојдов во Македонија, ни Оро не знаев, ни јазикот не знаев, дојдов 15 јуни и свадбата ќе биде 30 јуни. За 15 дена, ама с нами супругот на Бојан, сестрата на Бојан, научи, исто така имам топло дојде од фамилијата на Бојан, свекроми, свекрва и Гордана, значи колку е да не да чувствувам вистина, пошто уште вистина и сепак е тешко за едно странец да дојде, страха да дојде во Македонија без јазикот, без нич не знам како вашата култура. И на свадбата, ако гледате на свадбата, јас морам да кажам дека пошто не се познавам никој, се познавам само моја фамилија, значи со фамилијата на Бојан, и само насмеена сум. Цело време само насмеена. И Оро правам, како што научив за 15 дена. За 15 дена? Да, за 15 дена. Ама не знаев дека свадбата тука е премногу, да бирам, изморена, тотално. Пошто од играње, од музика, треба да одам на маса, да играм, значи не знаев тоа се. На Филипините не се така? Не, мирно кај нас, така во Филипини е нашата свадба правиме инаку по друго, како американски, во така не толку музика, ама тука забава, убаво, секако. Имате многу работи што е на пример за чевлите, да ставите пари и така и треба да како се викат да чукнат на вратата, колку пари треба да даваш, значи сака да земаш невестата. Не се дава така лесно невестата во Македонија. Така. Убаво, преубаво вистина. И имаме доста гости тогаш, ама прекрасно вистина. До сега чувам ова фустанчето. Јас на сите млади жени кои што се мајки или
сакаат да бидат мајки, велам дека тоа е најубавиот период од животот, особено 9 месеци кога си на породилно. Прво никој не ти дава одмор 9 месеци од работа, особено како мојата. 9 месеци е период кога навистина мајката му е потребна на детето. Беше мирен, нормално, со сите тие пропретни работи, грчеви кои ќе фатат, заби кои ќе му растат. Меѓутоа, кога не се проводени, нели лесно е во количка ќе оставиш, ќе си читаш книга во парк и идеално ти е. Навечер не плачеше, не правеше проблеми, што е најбитно за мене цицаше. Јас на почетокот, бидејќи бев со Царски, не можеше веднаш да цица и тоа беше уште една анекдота, го донесовме бебето дома. Мене цело време ме учеа во болница како да го дојам. Значи, не ме учеа како да му направам вештачко млеко. Стигнавме дома, бебето плаче, ја не можам да го надојам, не ми текнува се што треба да направиме. Имавме купено за среќа вештачко млеко. Меѓутоа, толку бев преокупирана дека се треба да е најстерилно у свет, ни текна дека гезве не сме купиле или она за грејење вода всушност. И како сега ние млекото ќе го направиме? Мислам дека Микал првото млеко што го испи со ладна вода, а не со загрејана вода. Се нема пожалено, ти не памти. И јас завршувам во болница на ургентно, за тоа што прво прашање им беше која недела си. Јас им викам, луѓе, јас не сум бремена. Значи, ние имаме проблем и јас аплицирав за инвитро треба да правим. Ме гледаат на ехо и повторно не увидуваат нешто. Меѓутоа докторката вика, јас сум убедена дека е тоа. Оди во лабораторија да се испиташ преку крв. Тоа е најдобар најсигурен показател, да. И јас влегувам, нели ми зимаат крв, чекам околу 2 часа и по 2 часа излегува лаборантот и ми вика, можеш да влезеш кај докторката, готови ти се резултатите. И па девојче, не ти честитам, пошто бремена си, ама имаш спонтан. И мене тука ми се случува шок. Собираме повторно документација, одиме, правиме инвитро и инвитрото се покажува неуспешно. И можам да кажам дека реално тогаш, затоа што имав многу поголеми очекувања, дури проверувавме дали имаме предиспозиции за близнаци, значи тука веќе си некако многу, мислам тој период дека највеќе сакавме да добиеме дете. Тогаш мислам дека разочарувањето беше доста поголемо. Тука се случи исто уште една немила случка. Почина моја другарка, една од најдобрите другарки. Тоа беше многу нешто што многу ми влијаеше ментално, дополнително затоа што сведоци на случката беа сопругот со 5-месечното бебе во количка. Буквално ја чека од спроти на пешачки и тоа многу ментално ме погоди. Значи почнав да размислувам до степен, па дали јас сакам на овој свет да донесам дете, да живея во вакво општество, во вакво. Значи бевме на 4 различни места, 4 различни мислења, од кои само еден доктор кој што е веќе во пензија ни рече да си се обидуваме природно, а сите други ни кажаа дека нашиот случај е толку сериозен што дури не треба да ги скокнеме тој процес на инсеминација. Доаѓа период на одмор и ние одлучуваме, еле, мислам се пробуваме нели за спонтано да добиеме дете, меѓутоа малку ќе паузираме со сите тие документации и нели испитувања и отидовме на одмор да се опуштиме нели психички. И тука се случува уствари присвртот, кога јас забременувам. Не тоа што ми е мајка, меѓутоа се работи за навистина не секојдневна личност. Не секојдневна во смисол нејзиниот карактер и нејзината биографија. Какво е чувството да се биде син на партизанка? Па не знам, на некој начин мене ме импонира што сум нејзин син, бидејќи за нејзе е многу пишувано, многу е зборувано и тоа во текот на целиот нејзин живот. Таа беше актуелна од вклучување во партизанското движење и комунистичка партија практично до крајот на нејзиниот живот. Што да ви кажам? Ни мене не ми е јасно како издржала. Ни мене не ми е јасно. Постојано вика, овие стражариве отвараат тоа решетките да дзирнат што правам и ја им пркосев.
Едноставно им се спротивставував. Што сакате, што да гледате? Таму она има една епизода кога гола ја се облекле. Сосем гола, ама жена, нормално, па со шмрк ја миеле, не знам што таму. И таа дури по гениталиите ја фаќала. И ова земала ја турнала ова, се спротивставила. Сега, плюс тоа лебот, спомнавте, оно лебот правила... Војниците ги правела? Да, ама не, она рекла што правите, вика, ние сме армијата на генерал Маркос. А она веројатно лебот го правила за да може да сочува, пошто све им зимале што не е дојадено, за да го, после да го јадем. Кога се запознав со мојот сопруг, нели пред да влеземе во брак, тој во една прилика ми вика: "Биби, јас многу сакам да имаме многу деца." Јас му викам: "Па добро, и јас би сакала." Он ми вика: "Ма јас сакам 5 да имаме." Јас вака само го погледнав, реков: "Добро, зошто да не?" Ние направивме некој младелачки договор, меѓутоа јас во тој момент не бев свесна дека да вистина би имала и снага и волја за такво нешто, иако нели идејата да сме родители на 5 деца, навистина ми звучеше како едно полно богатство. Некаде во 7-миот месец се сеќавам тоа утро имав редовен рутински преглед закажан кај мојот доктор и јас само одеднаш се будам рано со бајлето и гледам дека јас се наоѓам веќе во болницата, но дека се наоѓам во пижами. Јас само почнувам да реагирам без да знам ништо зошто, како може јас да дојдам на преглед несредана вака во пижами. Му се обраќам на мојот сопруг и он само ми вика: "Биби, полека, смирено, не ми кажува." Всушност, јас во тој момент никој пат до тогаш најверојатно се случи некој хормонски дисбаланс или некоја причина која што до ден денешен не ја открив. Добив еден епилептичен напад во сон за кој што јас не се сеќавам. Сопругот мој бил сведок, бидејќи одеднаш само се случило згрчување на целото тело и така натака. Он тоа го забележал, видел нели една состојба и веднаш изреагирал. Јас бев во една несвесна состојба, се разбудив дури во болницата и тоа беше дополнителен страф и шок на се она што веќе нели го помина во еден период, меѓутоа истото се повтори уште 2 пати, значи во текот на таа бременост. Интересно беше што кога се породив, Стефи бебенце и у болница ми кажаа дека треба тие некои жапчиња, вежбички се прават за куковите. Па јас толку се фокусирав на тоа да ги правам така балетски незините жапчиња тоа време, да толку многу ја растегнав. Ја мислам дека сега и ради тоа е онака превише флексибилна. Не, еластична. Значи како ги вежбав ноџињата, така од жапче на ке шпагичка, па на ке главчето, па поише од шпагичка. Сега јас подсвесно сум ја спремала Стефи за балет, иако нормално тогаш мислам ни на крај памет дека најчесто кога е мајката еве балерина или друга професија, може да има желбата ќерката да биде, но многу често тоа не се погодува. Така да немав ја некои визии за неа. Меѓутоа си викав зашто да не, шпагички не штетат никому. Многу ми се допаѓаше мајка ми во Лебедово езеро, кога играше трите големи лебеди, затоа што мислам тогаш ми се допаѓаше, а сега сваќам колку ствари е таа многу тешко парче за играње и бев воодушевена од неа, плюс во бела пачка, преубаво тело, имаше права балерина беше некако за мене тогаш и беше преубава и за сите. Дали тоа значи дека твојата мајка е твој идол? Имаш ли идоли? Дефинитивно, и како жена и како се, како борец. Многу сум среќна што мајка ми дојде до Москва кога беше мојот многу битен настап. Тоа е за Спаната убавица, тоа е едно 6-минутно парче кое ми го даде да го изиграм. Парче за веќе возрастни балерини, парче кои го играат само прими балерини, но ми го дадоа мене на само 16 години и мајка ми успеа да дојде и да ме гледа. Мајка ми вика: ти разбираш ли каде сме сега? Да. Таа златна сала што гледавме само на интернет, на слики, на... Па сега сте дел од тоа. Да. Моментот кога ми се јавија да ми соопштат,
дека сме добиле дете, јас не верував. Приказните дека чекаме по 10, по 5, по 10 години, за мене беа дека тоа е нормално да се чека така и чекаме така и ние ќе си чекаме така. Но на 31 на октомври кога ми се јавија, јас бев на работа и стручниот тим се јави да ми соопшти, нивната прва реченица беше: Слободанка, дали знаете што имаме ново за вас? На 1 мај ќе славиме еден први роден ден. И јас, повторно убедена во приказната дека тоа ќе трае 10 години, 7 години, 5 години, така натаму, викам, да, ќе ги обновиме документите ние точно таа, околу мај некаде се поднесува, значи така некаде. Сега не знам кој датум беше, ама да, една година во мај. Вие мислите нешто административно ве бараат? Генерално за посвојување документите се обновуваат секоја година еднаш. Така? И сега јас тој ќе славим еден роден ден, мислев дека тогаш ќе биде, нели, поново. Една година откако сте почнале со процесот, така? Тогаш сватија дека, нели, јас не можам да ги разберам. Ми кажа, ама не, вие дојавте керка која што има црвено газе, прекрасна и најубава на цел свет. И во тој момент какво е вашето чувство? Што направивте? Се сеќавате ли кога ја Знам дека станав од работното место, се потпрев на масата и само реков не е можно. Ама јас, ама вистина, ама моја керка, моја. Тука имаше излив на емоции, солзи, соопштување на сопругот кој исто не веруваше. Навистина се водевме по приказната дека тоа мора да е долго и тешко. Јас знам зошто ние добивме толку брзо дете, затоа што не баравме боја на очи, не баравме боја на коса, не баравме повторно ќе речам верска припадност, национална припадност, ние баравме здраво дете.